Градот и силниот ветер им го уништи родот на овчеполските земјоделци. Штети од 90% има на над 5000 хектари, посејани со житни култури, бостан, тутун и лозови насади. Земјоделците од Светиниколското село Црнилиште велат дека годинава се радувале на квалитетниот и богат род, но невремето од 30 на минути ги остави на питачки стап. 90% лојзето уништено. Ќе испаднеме. Житото исто е 90%, значи за јачмено пченицата можда ќе има негде 50%, пошто она е малку покасно се жне, така да тутуните са ни 100% уништени, у земја са набиени сите лисија. Сполагам некаде со 50 хектари земја, од кои 30 со житни култури, 20-30 декари имам лозови насади, луцерки имам, но за жал од денеска немам ништо. Се е уништено. Имаме задужено по земјоделските аптеки препарати, по винарските визби договора направено земјано препарати. Сега не може се обештетимо да се раздолжимо фактички, кај нима остануемо точно на цедило. Половина од куќите во село Црнилиште немаат струја, ни селото се гледа дека на куќите, амбарите и фармите има урнато дрвје и електрични столбови. По вчерашното невреме во Чеполскиот регион новите излегува и представници од општината. Што се однесува до локалната самоуправа, до ингеренциите, а од друга страна и се надевам и до ингеренциите на Министерството за земјоделие, ќе ги преземем сите чекори за овие земјоделци кои што екзистираат токму од земјоделието да бидат обештетени. Пред само неколку дена министерот за земјоделство токму од Свети Николе најави дека наскоро во функција ќе се стави и градобината одбрана, но земјоделците апелираат не наскоро, туку веднаш, бидејќи секоја година градот им го зема родот. Дојде дека потитно мора да се пушти во функција градобитната одбрана, што се веќе 4-5 години не функционира. На терен се излезени и екипи на Министерството за земјоделство кои треба да ги увидат штетите на земјоделските посеви, почнувајќи од селото Мамутчево, а завршувајќи до атарите на селата Црнилиште и Анзабегово.